боричките вештини е мешавина од разни борбечки вештини, како карате, бокс, кикбокс, бразилска џиу-џица. Дали треба да си посебно добар во сите или дали е некако мешавина сето тоа? Така, како што кажа, е склоп од повеќе боречки вештини, да на почетокот борбата се одвива во стендап, каде што имаме удари од кикбокс и тајбокс, потоа борбата може да премине доле на под, каде што имаме техники од бразилската џиу-џица. Конкретно јас тренирам подолго време бразилска џиу-џица, паралелно и кикбокс, но не толку често, и некоја, како да кажам, силната страна ми е бразилската џиу-џица. Сепак имаме бара да ги склопиш тие две заедно, односно има техники кои ги соединуваат тие два спорта. Мислам дека ако се надпреваруваш само во бразилска џиу-џица само по себе, нема да имаш успех, исто така како и само кикбокс нема да имаш успех. Така да склопот на повеќе боречки вештини е оно што го прави ММА-от. Ова е прилично нова дисциплина. Првата жена што има потпишано договор со UFC е Ронда Роузи во 2012 година, а незината борба во 2015 бројна меѓу најгледаните. Зашто мислиш дека има толков интерес во овој спорт? Бидејќи е микс од повеќе боречки вештини, луѓето повеќе го разбираат. Доколку пример бразилската џиу-џица е малку покомплицирана и техниките кои што се одвиваат на под не се толку јасни за публиката која ги набљудува, додека пак ММА соединува повеќе, па имаат разбирање и од кикбокс, и од борење, и од џудо, така да затоа мислам дека е погледано и популарно. Го знаеме успехот што го имаш сега, но како започна? Како знаеше дека ова е спортот за тебе? Боречки вештини започнав на 6 годишна возраст, кога започнав и основно образование. Првата боречка вештина ми беше бразилската џиу-џица, тренирав со кимоно, потоа имав некоја борба и без кимоно. 2019 година се надпреварував на државно првенство кикбокс. По некоја година, тоест тоа беше преклани, имав борби во јапонско џиу-џицу, неваза и борба горе стендап, кај што има и удари. И едноставно ми стана интересно и со татко ми разговараме на тема ММА. Дали би сакала да се борам, како што кажав, мене прва мотивација за која што започнав да тренирам бразилска џиу-џица ми беше ММА, но немаше турнири за деца. И одлична прилика ни беа АМФ турнирите кои што се одржуваа минатата година. Во Белград имаше европско првенство и се спремавме за таму. На тоа европско првенство освоив сребрен медал и наетот ме тера понатаму и се зацртав цел дека за оваа година мора да го освоам златниот медал. Браво! Дали се сеќаваш на твојот прв надпревар и какво беше чувството да застанеш во октагонот и да се надпреваруваш? Прв турнир ММА ми беше 2023 година, ноември или декември, не сум сигурна, во Гостивар, тука кај нас во Македонија. Имав борба со девојче која беше доста потешка од мене, се надпреварував јас во 52, таа во 62 килограми. Борбата траеше 15 секунди, ја завршив на технички нокаут и оттаму отидовме на европско. Кои се некои особини што мислиш дека треба да ги поседува еден спортист за да успее? Дали мислиш дека тие доаѓаат природно со тек на време или дали треба да ги имаш и да се посветиш уште од млади години? Така, најбитно во боричките вештини конкретно е да имаш дисциплина. Да ги посетуваш често тренинзите, да ги слушаш тренерите, да прифаќаш совети, да не бидеш само бендисан, да прифаќаш совети од тренери и од твоите спаринг партнери, да имаш, како да кажам, размена на знаење со другите ученици кои што се со тебе. Мислам дека тоа е клучно нешто за напредок. Твојот татко е твојот личен тренер, дали мислиш дека ова е предност или мана? Како да кажем, има предност некаква, бидејќи заедно ги работиме повеќето од работите, заедно тренираме, смислуваме тактики, бараме заедно турнири, каде ќе идеме, што ќе идеме, правиме план за годината и се тоа го правиме заедно. Браво, сте имале некој конфликт? Често има на тренинзите несогласување, пример за некоја техника, имам поразлично мислење, он има друго и доаѓаме некојаш до... Ама наоѓаме решение и се согласуваме на крајот. Кои се некои критики што ги имаш добиено од луѓе и како се соочуваш со нив? Па критики не толку многу, ама ета знаат да кажат, например, ти си женско и не треба да се занимаваш толку со боречки вештини. Тоа е некако најчесто, други не. И што одговараш на тоа? Па едноставно, ако си добар во некоја област, не се дели на машка и на женска професија, на машки и на женски спорт. Ако си добар во тој дел, може да се занимаваш со било што. Како што се и боричките вештини. Не ги делам на машки и на женски. Дали си имала некогаш некој момент кај што си сакала да се откажеш или каде што си имала помалку мотивација? Па да сум изгубила интерес за да се занимавам, не.
бидејќи кога имаш само план А во животот, мислам дека не можеш да се откажеш. Но да, може ета некогаш да ти опадне мотивацијата, но ако имаш дисциплина, продолжуваш со тренинзите. Дефинитивно, кога си спортист, мислам дека има многу жртви во самиот спорт. Ти си сега четврта средно, имаш 18 години и тоа секако значи помал социјален живот, отсуствување од школа. Дали нешто ти недостасува од тоа или дали сепак се држиш за плана, како што кажа? Па така, преди спортот може да правам некои жртви, да не искачам толку често, може да отсуствувам на некој час на училиште, но како да кажам, приоритет ми е спортот и тоа што ми исполнува, некако ми е главна цел во животот, така да не го гледам како терет и се тоа на страна, ќе се најде време. Дали имаш некоја рутина пред натпревар и дали се уште те држи трема? Рутина, па немам некои ритуали за такви работи, но трема се уште имам, бидејќи ММА за мене уште нов спорт, во бразилската џиу-џица го надминав многу одамна на тој момент, но бидејќи се уште градам искуство тука, присутна е тремата. Во надпреварувачки спорт поразите се скоро неизбежни. Како се соочуваш со пораз? Поразите се најдобар дел од спортот кога доаѓа моментот за учење. Бидејќи на победата ние можеме да се радуваме, но кога ќе изгубиме, седнуваме на страна, ја гледаме борбата, ја анализираме и ги поправаме грешките. На тренинзите работиме за следниот турнир, нели да не се повторуваат. Така да најдобар учител е поразот. Колку време во денот посветуваш на тренинзи? Наутро имам еден тренинг, навечер имам 2 тренинга, од сабајле може саат и пол, навечер по 1 саат, од прилика 3,5-4 сати понекогаш во текот на денот. Дали очекуваше толку доминантна победа на Европското првенство и дали очекуваше дека ќе славиш после помалку од 1 минута? Така, со моите тренери се подготвувавме, нели, за да го достигнеме врвот на Европското првенство. Со девојките кои што бев моментално во бракетот, сум била и на претходните турнири, но не сме се сретнале заедно на борба. Очекував тешки борби, но тренерите ме бодре од страна и пред да влезам на борбата, интересен момент беше ги имаш што вие можеш да ги победиш. Едноставно ми дава некоја поголема мотивација. Си имала 8 од 10 победи во 2024. Како го доживуваш тој успех? Па со оглед на тоа дека ми е прва година во ММА, окей. Добро, може да биде секако дека може да биде и подобро, но како за прва година, за старт, мислам дека е добро. Кој е некој највреден совет што го имаш добиено од тренер или од искусен борец? Така, совет, само да продолжам, нели, да се занимавам со истото, да не се откажувам. Интересно беше на пред неколку турнири во Белград исто така беше, и братот Чедни исто така ми е тренер. Имав трема пред надпреварот, бидејќи се надпреварував со доста потешки поискусни противнички. И ми кажа само уживај во борбата. Тоа ми беше некако најинтересен момент и исто и таму освои златен медал. Кој е твојот совет за нашите врсници кои сакаат да успеат во спортот? Така, најбитна е дисциплината, посветеноста и потоа сами по себе доаѓаат и успесите. Ако не би била ова, што би била? Никогаш немам размислувано на таа тема, како што кажав и преска, имам само плана, така да целиот фокус е на спортот. Каде се гледаш за 10 години од сега? Така, би сакала од идната година, доколку се оди по план, во аматерските борби да се надпреварувам во профи борби во ММА. И како што знаеме, највисокиот врв во ММА е UFC борбите, па би сакала да стигнам до таму. Јас имам тренирано карате 6 години, значи од 6 до 12 отприлика, и од секогаш ме интересирало какви се боричките вештини во ММА конкретно, така да дали би сакала ти да ме бидеш тренер и да одиме да имаме еден тренинг каде што ќе ме покажеш некоја техника што е многу поразлична од каратата и да видиме како ќе оди. Секако, може. Значи, сега имаме тренинг со тебе, треба да почнеме, донесе ракавици, нешто, ама ништо не знам. Така да, донесов фокусери, ракавици за ММА. Добре. Ќе поработиме малку техники на удирање, Добре. на раце. И потоа може да работиме некоја буткање, некои по-бейсик техники.
Basic буткање, окей. Не ти е малце клаустрофобично у прстанов или така? Па не, кога се навикнеш, не. Секој ден го поминувам тука, така да навикната сум. Пред да ги ставам фокусерите, ќе ти ја покажам техниката на удирање. Потоа Добре. ќе пробаш. Може да ги поставиш рацете вака, како да држиш фокусери. Добре. Прво ќе работиме удар со прва рака. Окей. Кога мавам со прва рака, да станувам устав, една нога имам напред, која нога ми е напред, таа ми е прва рака. Аха. Кога сакам да удрам, ја испружувам раката скроз до крај, го несувам и рамото и колкото. Добре. И ја враќам назад во гард. Истото. Оп. И тука да станувам. Ја враќам назад. За ударот со втора рака, кога ќе удрам, исто така го несувам рамото, колкот и ротирам со задната нога. Добре. Ја враќам назад и исто да го правам. Тука, оп, и се враќам назад во гард. И потоа може да работиме комбинација од два удари, прва и втора рака. Така ја враќаш назад. Сега направи комбинација од една и друга рака. Прва и втора. Оп, и втора. Прва и втора се извлекувам Ама скроз. гледај како? Удираш ја враќаш, удираш ја враќаш. Добре. Ајде. Ајде. Следна техника, Добре. ќе работиме странични удари. Добре. Кога работам крошиња, влагам и со лактот и со рамото. Треба да ти биде раката израмната со подот. Добре. Овде и овде. И ја враќаш назад. Исто така правиш ротација со стапалото доле. Добре. И ја враќаш. Следно може да работиме некоја буткање, полесно. Се вика усотогари. Добре. Ја контролираме раката на противникот и вратот. Овде и овде. Со ногата доаѓам паралелно со твоите две нозе. Добре. Оваа нога иде позади. Дали мислиш дека сум сега бар малце едуцирана? Може да биде, да. Добра. Значи, ова се учи генерално на првите неколку тренинзи. Така, да. Со среќа, со целиот успех и понатаму секако, веруваме сите во тебе, та бодриме. Браво! Благодарам, се гледаме. Свратете во кинотека. Од 21 до 28 март се одржува неделата на франкофонски филм, во чии рамки има навистина интересна селекција. Проекциите се од 18:20 часот. Балетска представа која некогаш мора да ја гледате. Лебедово езеро на Петар Илич Чајковски е на репертоарот на МОБ на 21 март од 20 часот. Насловено како што се чека цела година, Глумците пеат ке се одржи на 8 и 9 април во МНТ. Ке настапат 30 врвни македонски актери од сите генерации, придружувани од биг бенд составен од извонредни музичари.